Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имаме гостин во студио, тоа е господинот Радан Митровиќ од САД. Господин Радан, добро вечер. Скопско астрономско друштво. Да појасниме, кратенка за САД не е. Обично вака одма подголтнува, тама феноменален ви акронимот САД. Така се погоди, често знаеме да се пошегуваме за нашиот председател, дека председател на САД. Додуше не е баш за шега сега со овој новиот нивниот УСА председател, баш не е баш пријатно да си компарација. Там дека него секаш, ама ја претходниот па не можев да го смислам. Колку и да е бело, онда во оранжево, ништо не добро, не чекам ништо добро. Па, ни од црното. Се едно. Имаме јас и ти големи разлики и политички, и религиозни, но тоа не спречува да бидеме пријатели, да бидеме, да соработуваме. И многу ми е драго поради тоа што толку сме диаметрално спротивни, а сепак имаме една заедничка основа, тоа е, ја не можам да ја споредам, но сепак ја кажам, твојата е повеќе од љубов, мојата е некоја симпатија кон астрономијата. Науката, може да кажем. Науката, так. Па, науката не е нешто за што се дебатира. Не за тука или знаеш или не знаеш, тука не е ствар на нешто што можеш да веруваш или не веруваш. Поготово барем овие делеви кај што ние работиме, астрономија, физика, хемија, кај што сум јас, нели, по професија, тоест по образование, поточно. Тоа се екзактни науки. Тука не можете некој работи да импровизирате, така. Не само тоа, него јас тука не сакам да кажам нека верба, тука нема верување, тука или знаете или не знаете. Така. Тука не може да биде ова чаша на маса или не е на маса. Знаеме или не знаеме, тука е. Мислам дека било така се до Нилс Бор. Нилс Бор потоа ги разматил сите работи. Па било така, ама пајте, не ќе он разматил ние. Тоа се два света, пајте, ние сме составени, ние луѓе и цел свет околу нас живееме, сме составени од тие микрочестички, нели, атомите и делови од атомите, кваркови, така натаму, неутрони, протони, што и да е. Меѓутоа, тоа се ствара денеска во наука не баш помирливи светови. Наука многу работи на таа теорија да ги обједини закони кои важат за атомите и закони кои важат за нас луѓето, ние природни закони на движењето и така натаму. Не се баш во директна некоја си спрега. Затоа, пример, јас можам да бидам тука и не можам да бидам на ваше место во исто време. Можам да, ако вие стане... А во квантната? Во квантна, да кажеме, електронот може да биде и таму, во исто време. И тоа се вика, и онда имате многу феномени од квантна механика, од квантна механика, рецимо, многу тешко, јас, рецимо, сега да ме прашате, да ви го обяснам на вас и на гледачите, така речено, квантно ентангlement или некако би било квантно спрегнување, не знам кој би Одлично го изговорив. Да. Тоа е нешто што се коси со здрав разум на секој нормален човек. Значи, ние сега учиме, нели, дека не постои ништо од брзина, побрзо од брзина на светлина, а таму ви кажуваат да, окей, тоа не важи таму. Во микросвет, ако имате два електрона и ако ги спарите, да они, да кажеме, имаат одредени си спинови, и onda може да оддалечите овој 100 милиони светлосни години, ако сакате од нас да го оддалечите. Во истиот момент, оној момент кој ќе промените спин на овој, ќе се промени таму. И тоа дури Ајнштајн кога го во така наречена на теориска база го направил, он го нарекол као спуки influence on the distance. Значи, не можел да појми нешто. Ајнштајн јако бил голем научник, он не ја сака квантна механика. И он бил во голема колизија и со Бор, и со Хајзенберг, и со сите, затоа што он, нели, тогаш имал чувена изрека дека Господ не фалал коцки, дека не се коцка, дека нели. Затоа што во квантна механика испаѓа дека целото нашето постоење зависи од некакво си вид на статистичка веројатност. И ама сега ќе кажете, ама да, тоа не е екзактно, ама нашите телефони работат, нашите телевизори работат, сателити што кружат околу нас работат. Сите они работат на принципите на квантна механика. Сите они работат на одредена статистичка веројатност на некакви си квантно механички закони. Тоа е многу тешко, стварно не можете на вие на обичен човек кој не е многу упатен во квантна механика да му објасните дека таму има честички кои може да помине кроз зид и да ништо не биде. Дури и сам ти вика дека ако имаш доволно време и можеш да вибрираш, притискајќи го звидот еден ден,
и ќе поминеш низ него, кој ќе му ја поблагодиш фреквенцијата. Тоа е сулудо, но во квантното вели возможно ама само тоа да разјасниме на граѓаните, тоа времето не се мери во сати, недели, години, него милиарди години. Дури и тоа некој е ограничено. Да, не, значи постои веројатност, затоа ви кажав, веројатноста дека такво нешто ќе се случи. Прашам пријателски нешто. Кажи. Еве кога збориме за вакви работи како што е quantum entanglement, јас сум гледал безброј сериозни научни, па и малце теории на заговор, секако луѓе кои сакаат нешто поинаку да кажат, се согласувам со тебе дека е навистина тешко таа материја со здравиот разум и со нашето 3D поимање на свет да ја од друга страна, се што е квантно, добро кажавте, функционира. Мобилни, сателити и се многу прецизни. Да. А ако го земеш само тоа да го гледаш, тогаш прецизност ти е жива среќа и испаѓа дека. Кажи ми сега, дали би можел, знам дека си човек посветен на науката и не сака собствениот свет да го рушиш, сме разговарале многу пати. Сакам, зашто да не сакам? Само со факти. Но, добро, немаме факти во врска со ова. Што ти збори инстинктот, вака некој е сулудо, кој не би го ставил на папир и не би го потпишал ти дека е така? Што ти говори инстинктот? За што се работи тоа? Не знам, дека сепак може би брзината на светлината е поголема, дека димензијата на просторот е поинаква, мултиуниверзум или што ти само ми кажува тоа дека наука уште не знае многу работи. Ама ние из ден во ден, буквално, из ден во ден имаме нови докази за некои други работи. Ние како луѓе мораме да научиме дека светот околу нас не е статичен. Дека тој се менува и на макро ниво. Да кажеме, ние живееме на планета, еве сега, ајде малце да ќе гурнеме и политиката тука. Ние живееме на планета, ние стално мислиме, нас ние како луѓе што да кажеш, ова ни од Бога дадено, и овака ќе биде, и вака треба, и овака, или нема треба да биде, или ќе се трудиме да остане вака за цел живот. Меѓутоа, работиве ни светот се менува, климата ни се менува. Нешто заради нашето, како се вика, поголемиот дел во моментот заради нашето действие. Нешто што самата планета си има своји некакви си циклуси и така натаму. И ние од еден пати сега имаме избеглици на граници. Тоа не се надприродни процеси. Тие се само оставени во некој политички, како се вика, контекст, меѓутоа луѓе се раѓаат и живеат негде. Меѓутоа храна им недостасува. Таа храна и тој добро или тоа пазите, не мора да се храна секогаш да сметаме како нешто што се става на маса. Постои така речена и храна за глава. Луѓе сакат и храна за мозок. Не сакат више некакви си авторитарни лидери кои ќе отидат во амбасади да ги убијат и да ги скасапат од чиста мира. Не сакат да бидат убивани на улица само на пазар или така. Денеска е многу тешко да се криете вие некаква си проста вистина. Од проста причина што имат мобилен телефон во рака. Тоест, ајде да го кажеме, смартфон во рака или паметни телефони. Денеска вие може да видите како живее еден просечен американец, германец, холанѓанец. И кога ви видите дека он живее на еден одреден начин и квалитет на живот. Не е више тука прашање колку сум јас ставил кромпир или месо на маса. Ти можеш да ставите колкавич сакате чини на маса. Оној момент ќе кажете, окей, стомак ми е пун, глава ми не ми е, сит сум во главата. Тоест, гладен сум во главата. Сакам да видам позоришна представа, сакам да видам фудбалска утакмица. Сакам да седнам негде кај што никој нема да ме дигне во воздух. И затоа ние денеска имаме вакви поместување. И се плашам дека ќе им бидат се повеќе и повеќе. По мене, паметни држави, паметни влади треба да искористат оваа миграција, ако веќе можеме да се каже слободно, еден лош збор искористување, ама веќе кога ти доаѓа брана луѓе, да гледаме да задржиме некој од нив. Не заради само некаква си наша пука добрина, и тоа не е баш така лесно, туку заради тоа што ние очигледно оној ден слушав Битола испразната. Многу мали градови се испразнети. Нас ни треба работна сила. Нас ни треба некој кој ќе седне да работи. Радан, не ми е гајле дали од Сирија, дали од Авганистан. Да, ама луѓето се плашат од она што се случи во Париз на неколку пати. Луѓето се плашат затоа што луѓето ги плашат. Значи луѓето ги плашат. Сега ти сам се побиваш со тие теории на заговор дека тоа некој од заговор го прави. Значи кога имаш ти големи поместувања на човечки маси, нели збориме за динамиката, не можеме да го очекуваме најдоброто.
ние, ако веќе се решиме да бидеме отворени, ќе треба да и најлошото да го примиме. Бидејќи од таму не добиваме само луѓе гладни и жедни, има луѓе кои, ти се случува втората генерација на мигранти кои живееја во Германија и во Европа се радикализира. Никој не може да објасни зашто. За тоа е кривото општеството. Значи, пазите, знаете зашто? Тоа е точно. Тоа е точно затоа што тој мултикултурален животот не беше... да живеат у Британија, у Германија и живееја. Ама нивните Само просторно. Ама нивните деца не се чувствуваат, сакат да го уништат тоа. Само просторно, затоа што државите, а и општеството, ама ајде сега вака да видиме сега. Ние имаме одредени малцински групи во државата, кои ние сами ги маргинализираме тука. Колку ние од пријатели знаеме што не припаѓаат на нашите, намерно не сакам да кажеме во кои малцински групи се, што знаеме, сакаме да ни се колеги на работа, сакаме да ги повикаме дома на слава, на роден ден, на ова, на она. Така се спрегнуваат луѓе. Не се спрегнуваат луѓе само затоа да го ја вработам како чистач. Кој ти е тебе светол пример? Пази, види, научник си и ја ти ја разбирам, вие сте прекрасни луѓе. Вас ве обединува желбата за љубов и вистина, а не политика. И потполно ве разбирам дека на еден научник не му е важно дали ќе работи со муслиман, црнец, белец, жолти, така треба да биде. Така и работат. Тоа е, така и е, затоа што никој тука никого не загрозува, освен што имаат заеднички интерес за вистината. Нигде во општеството нема. Значи, ние збориме овде за вистината. Вистината во потрага по науката ги надминува сите разлики расни и религиозни и цивилизацијски. Но проблем е што ние немаме моментов светол пример за мултикултура. Најпросперитетните земји не се мултикултурни. Немојте така. Не се случи. Не, се уште, значи немаме идеален случај, тоа се сложува. Меркел ти вели и францускиот председател, значи не ја, Меркел и Макрон велат. Мултикултурата е мртва. Не ни успеа. Да, не успеа само заради тоа што они прифатија, окей, ние ќе прифатиме малцински групи тука, ама се знае кој е нивниот до кај. Но ние како научници детектираме состојба. Ние не можеме да кажеме што треба, како треба. Не можеме. Бидејќи и да сакаме, и сите да сакаме, гледаш дека е тоа жива материја, луѓе кои можеш да претпоставиш, ама не знаеш како ќе се развива. И општествата порано биле прилично толерантни, па не знаеле дека ќе си ги радикализираат втората и третата генерација. Радикализација може да доаѓа само преку изолација. Значи, ако изолираш одредена група и не им дозволуваш да се развива, а таа нужно мора да се развива. Ако не на некоја група им кажете, окей, вие ќе живеете во овоа мало и овоа мало и ќе може да се движите во тие улици, ќе ми кажеш дека е тоа така во Франција, во Париз? Не, природно инстинктивно се создаваа гета. Америка исто така, например, Чајна, таун е гетоизирана. Само кажам дека политички не сме да се дозволи да се создава. Ама не можеш ни на сила да ги спречиш ако им се процеси. Зошто? Никој не рекол со сила, никој не далеко од тоа дека кажам со сила. Само кажам дека треба ние, значи како се викате, ајде да искористиме таа. Значи, некој си нашат алтруизам, значи, добар однос кон луѓето. Не треба да се... Тој не се стекнува така што сте се родили, така да сте вие добри. Да, треба напор, точно, се согласувам, одлично кажам. Тоа иде со воспитание домашно, школо, со пријатели, така. Ако вие во школо немате, кај нас во Македонија имате една група на националноста, па барем да имате од тие други да стимулирате тоа нивното мешање. И не само тоа, да кога вашето дете слави роѓенден, да обавезно биде повикано оно друго дете од малцинска група. Намерно не сакам да спомнам имиња на тие малцински групи, затоа што со тоа само ги означувате и им стават тука значај. Да, разбирам. Се до оној момент, докога вие славите дете на вашето дете роден и не биде повикано дете од малцинска група, кога оно ќе научи, кога оно ќе научи вашите вредности. Ти си потполно во право, но не можам да прифатам дека ова само важи за Македонија. Тоа не е безболен процес. Ја не реков дека тоа е безболен процес. Е за цел свет, бидејќи она што сакаш да ти го дефинирам, бидејќи јас се занимавам за жал со политика секоја вечер, иначе поише би сакал 4 емисии да имам за астрономија, една за политика, обратно.
Ние живееме едни покрај други, а не едни со Тоа е други. точно, тоа е факт. И истото е. И тоа ќе ни дојде на наплата, не верувате. Тоа еден ден ќе ни дојде на наплата. Ама тоа е и во Франција им дојде на глава. И тој ќе им дојде на наплата. Германија и во сегде во земјите каде Спрегнување на различни делови од општеството. Значи кои имаат различни вредности, различни религии, различни било што. Не можете да ги обедините така што ќе ги изолирате и ќе ги терате да живеат едни поred други. Но оној момент кој ќе дојдат во колизија, точно ние ќе имаме проблеми. Пример, еден од најголеми проблеми може да биде земање на жени на едни од други или мажи, што и да е, партнерот од едни од други. Да, ама у демократијата тоа е нормално. Не, вие може да имате 20 колеги, нели, кои имаат од иста националност, па еден се заљубил од туѓа жена бракови, и тоа да, и има разводи, ама никој не ги не заради тоа, така? Така е. Овамо кои ќе се случат вакви работи, некој тука губи глава. Значи, ја не реков дека тоа безболен процес, така. ама е процес. Ама награда на крајот на тој процес е многу голем бенефит. И вреди да се инвестира во тоа. Види, проблемот е многу едноставен. Цивилизацијската разлика. Имаш една група која е цивилизацијски на едно ниво, другата е на друго. Не велам повеќе со кој. Различно е. Различно. Додека се најде тоа ниво. Значи, мобилниот телефон, киното, Starbucks кафе, Kentucky Fried Chicken. Тоа се некои базични работи, зоолошка градина. Фудбал, фудбалскиот клуб, мода, репрезентација, музика. мода. Значи, не може едниот да се облекува као Робокап, а другиот да се облекува како, не знам, перверзно од Pornhub излезено, и сега ти да очекуваш тоа да има разбирање едно за друго. Тука и проблемот. Ние сме сега во моментот кога прв пат добиваме можност во историја на човештвото. Во историја на човештвото. Да, ова се големи процес. Прв пат добиваме можност да станеме жители на оваа планета. Али тука не иксовци, ипсилоновци, жител на оваа земја, жител на онаа земја. Значи, прв пат, еве пример, само да почнеме вака од Македонија. Ние сме стварно мала земја. И одека поготово и на моја твоја генерација. Ние сме, кога сме биле мали, за нас било Партизан, Звезда, Вардар евентуално и толку. Хајдук, знам имаше еден сега е Милан, Јувентус, ке мене беше еден дечко у Левска што навијаше за Хајдук. Зошто, кој, како, кога си бил утакмица на Хајдук, мислим, она whatever. Ама тоа беа нашите идоли. Сега јас сега да ме натераш да набројам македонски клуб. Извини, Радан, ќе ти кажам. Ја комунистичкиот систем не ми се допаѓаше, но ќе ти кажам, имам своји причини лични. Но Југославија како пример како треба една заедница на различни култури, цивилизации и религии да се развива, беше многу добар пример за своето време. Ние слободно патувавме, што викаш Србин навивал за Хајдук, овој идеш по девојка у Словенија. Значи, тоа мене ми се допаѓаше. Комуникацијата, отворени граници и никој не се прашуваш. Тој систем не го направи комунизмот. Нешто друго имаше, еден... Јас ќе ти кажам, што го поквари тоа е религија. Имаше едно што многу го сето тоа се наоѓаше еден како заеднички именител, а тоа беше не, те молам поштедиме од религијата. Те молам. Ама неизбежно, мислам, би сакал да го поштедам светот, ама светот не може да дам. Знам, палењето на вештици, ќе ми збориш за инквизиција, некој што не бил црква и запалил... Не, толку далеко за овој, од 90-тите. Овдека, ни католичка црква, ни православна црква не прогонувала луѓе. Немој, молим те, да не си вреѓаме интелигенција. Но, овдека луѓе ради бизнис, ради многу лукративни, а не религиозни потреби, уништи еден добар пример, кој можеше да биде и пример и за Европа. Не, ама тука ми беше на крај Муамет. Само ако се кажеме, прв пат во историја на човештвото, мислим, ние живееме на почеток на тоа време, фашки на создавање на една, ајде да кажеме, не класа, многу лош збор, класа на луѓе. Еден нов тип на луѓе кои не се поистоветуваат со нација, не се поистоветуваат дури со територија. Тоа се луѓе кои сакат универзални вредности, кои важат сегде во светот, кои не се униформираат, дури да носат униформа, не се униформираат во неја.
пример, сакат иста музика у цел свет. Сакат иста мода у цел свет. Сакат спорт на фин и поштен начин. Сакат технологија. И за разлика од тие луѓе кои ќе го гледат светот, гледат со време нанапред и гледат што ќе биде утре и како ќе биде утре, не заборавајќи го тоа страна, ама во смисла денеска стално кажуваме историја треба да биде учителка бла бла. За жал постои една друга класа на луѓе која гледа во светот гледајќи наназад да се раскусура со некого во минатото и тоа му е пред се. И сака да биде припадник на одредена територија, сака да биде наречен со одредено име, и да му јас стварно мора да признам. Тоа е изворот на сето, тоа е стравот од непознатото, незнаењето каков е другиот. Не само тоа, него посигурно се чувствува во групата, неговото... индивидуалноста носи своји ризици. Така. Ако сакам, јас сум пример исклучително себе се сметам за индивидуалец. Но и, овде и ризично е да бидеш индивидуалец. Ако си во група ќе те заштити. Знам, tell me about it. Да. Јас сум индивидуалец во овој новинарски свет и многу пати сум го јадал стапот, да, маста. Сакам да кажам, убав беше овој муавет. Со тебе никогаш не сме терале политички. Но, ова е добро. Зошто? Затоа што се во ова што го збориме, единствен начин за да го надмине, бидејќи нема поголем авторитет во моментов на планетава од науката. Да. Па таа е она водилја што те води во... Значи, колку и да е контроверзна, колку и да е ниподоштавана, колку е да е контроверзна не е само по себе. Омаловажувана, науката е единствена која може да ни биде одскочна даска пред се и прво за подобар живот. Ништо друго. За помалку болести, за сите да бидат најадени, сите, што викаш, дури ние у религијата го имаме. Човек не му треба само стомак да напуни, он сака и срце и глава. Сакам филм да гледам, сакам да прошетам, сакам да видам театарска представа, сакам да видам спомени, сакам да го видам Париз. Гладта во стомак се најбрзо полни. Да. Гладта во стомак се тоа што е во главата многу тешко и многу време треба да се направи. И тука е одговорот, драг мој пријателе, зошто Скопско астрономско друштво има поголем успех од било која невладина организација во историја во Македонија. Значи, вие вака да направите снеп како тенас, вие за 24 сата собирате огромна маса на луѓе заинтересирани да ги слушаат вашите предавања, да ги слушаат вашите осознанија од светот на... Зошто? Токму од ова ти што го збориш. Тоа се млади луѓе кои сакаат гладта во главата да ја надминат. Да. Школскиот систем е многу ограничен за жал. И за многу збројни. Јас стварно не сум задоволен. За жал, вие како врв на науката на цивилизацијава сте невладина организација, наместо ти да си декан на некој, ти би требало сега во овој момент после све ова што направи. Пази, луѓе се приморани, млади се приморани да идат у школа. Кај вас трчаат со желба да се образуваат. Ние сме како секој, кај што доаѓат, нешто кај нас се доаѓа со доброволно, ако сакаш наука, ако сакаш астрономија, доаѓаш у било кој, ако сакаш спорт, никој не те тера да играш ракомет или да играш одбојка, идеш и играш ракомет, така и се луѓе што сакат оваа наука, а нашата таа астрономија што со која ние се занимаваме, ако ништо више, да се сеќам давно имам слушното вика, ако нешто може да побуди детското онака таа желба за наука, тоа е астрономија и диносаур. Тие две работи, да. Ништо друго не може да ги занимаваш ти со повише отколку со телескопи, звезди и така натаму галаксии и диносаури. Ставим и детево ти е сигурен си дека за наука ќе биде. Но астрономијата ќе те натера да научиш малце повеќе и математика, малце повеќе физика, малце повеќе географија, малце повеќе 3D моделинг, геометрија, малку повеќе хемија. Значи, непосредно астрономијата не е толку наивна, таа обединува многу научни дисциплини во себе. Астрономија е мултидисциплинарна, дефинитивно. Денеска, устари, е тешко вие
вие немате денеска класична астрономија како студија. Мислим дека нигде више во светот не се студира како класична астрономија. Тоа више денеска се студира углавном астрофизика или под астробиологија и така натаму. Имате разни врсти, ама астрофизика е таа која е денеска пример кој ќе отиде било кој да студира, треба да студира астрофизика. Ние како друштво тоа се пофаламе оваа година полиме 20 години од постоење, да не верувате колку сме млади. Честитки. 20 години, ова е импресивно. 20 години, цели две децении. Тоа друштво, значи стварно мислим дека за овие 20 години узнапреднавме доста. Се трудиме да постоиме уште подолго. Имаме, може да се пофалам сега више со веќе сосема, ајде да кажеме, не врвна, ама добра техника, значи добри телескопи, добри камери и така натаму. И сега по повод е таа 20 години се надевам, денеска поднесовме барање до генералштабот него, како се вика, до Министерството за одбрана, да ни дозволат да држиме изложба во Дом на Арма. И ако се биде во ред, на 7 декември би требало да имаме изложба на нашите најновите работи од астрофотографија, каде што луѓето ќе може да видат небули, галаксии, звездани јата, планети, месечини и така натаму. Све тоа направено на многу убави принтови, каде што ќе можеме да прославиме 20 години друштво со една многу убава изложба. Видов и многу прекрасни фотографии, па дури фотографии на објекти кои просто не ми се верувало дека од Македонија некој може да ги направи, например Андромеда. И така натаму, значи збориме за фотографии не симнати, туку вие што сте ги направили. Да. Андромеда можеме да се каже еден од најлесните објекти. Одмор да кажем, значи тука затоа што таа се гледа дури со голо око, доста е голема и кај нејзе едно што треба да пазите, треба да правите доволно добра камера. Понекогаш таа најдобро се слика со некој малце подобар фотообјектив, да не виде од некоја си најниска класа, него малце подобар фотообјектив, она многу фино легува и се прават со нив се прават и дури подобри фотографии. Ама пример тие маглини што ги сликавме, или јас мора да признам дека сега кога имавме Астрокамп во Берово, направивме на изложба ќе може да ги видат такво добри фотографии што мора да признам дека барем моја мислам да зачекоривме еден чекор повише од што мисля дека можеме. Каде бевте во Берово и кога? Бевме 12, баш кога беше така речена ноќна персидија во метеорски дожд, значи не мислам дека беше од 10 до 13 август, да. Ви се погоди и времето беше добро? Да. Да не верувате во тоа лето оваа година мислев дека се откажав од неа, дури таму не дека беше за теднување месечина, мислев дека цела година ќе ни врне, дека нема ништо, ево во август. Да, циклонската активност траеше преку 3 месеци. Да. Па ние, јас сам се сеќавам, нашето лето почна на Илинден. Од Илинден навам имавме лето. И трае се уште до ден денеска. Да, фала Богу, летово се уште трае, тоа е добро, ама нели тој циклон кога не фати од април, мај, јуни и јули месец едноставно. Да, ние на 27 јули ни го пропасти за темнување на месечина, примерно. Тоа покажува дека има големи климатски промени на планетава. Да не одиме за тоа. Сега за поштедење. Кога погледаш што се случува по светов. Да, добри сме. Нашето, како се беше село Слајковци, како беше? Добро. Како се каже село што беше погодено поплави? Поплавата, така, Слајковци. Тоа што се случи таму е Мачи и кашов односно тоа што гледаме. Иако изгина луѓе на други места гледаме страшни работи. Што се при оваа година во Јапонија, не знам, една пријателка ми се баш погоди таму кога беше поплави, само што се врати, завршија поплави, почна, како се вика, жештини, па умрели околу 100 луѓе од поплави, па 100 луѓе од жештини, па пак удри некој ураган, пак изгина некои луѓе. Бога ми. И тоа на јапанците за високо развиена технолошка земја. Што би се случило? Кажи ми за Берово. Каде се лоциравте, бидејќи Берово е високо, прилично е чисто. Чисто, да. И не е светлосно загадено, што значи може убаво. Да. И сега претпоставувам дека не бевте во резортот Аурора, бидејќи оне има некое локално светло и од каде тоа го правите? Малце подалеку, едно 5-6 км од Аурора. На крајот, значи ако знаете, луѓе што били има нели Аурора таму кај што е браната. Така? Ние се буквално на крај на езерото. Тука има од спротивната страна на крај. На крај, баш онака како со пат се иде? Да, по асфалт. Значи мотел Бистра, ако спем да кажем, сега ги рекламираме. Не, слободно.
И тука имаше, како се вика... Што е тоа, ледине или некој локал? Не, тој имаше мотел, си има свој двор. Човек ни го остапи се тоа за нас. Стварно? Да, три ноќи бевме таму. Како се вика мотелот? Бистра. Мотел И го препорачам, Бистра. да, препорачам луѓево, да, луѓево. После ова секоја почет ја ќе му направам бесплатна реклама, бидејќи голема работа. И нормално таму си исклучивте светло, што помалку светлосно да, тоа баравме загадување? од човеков да си имаме ние контрола на светлата. Значи, пошто мотелчето е малце од страна, нема никакви блиски куќи. Тие две-три куќи што беа иза и оние не палеа светла, ние си контролиравме нашиот дел, така да тие светла што беа у двор ги исклучивме, така да само по собиве палеа светла, пошто ние исклучително пазиме на тоа да... Што е важно при такви фотографии? Значи, мостоположбата, да е повисоко, да нема светлосно загадување, но што е доста битно? Влага во воздухот, прашина? Таму не малце постужа, ја мислим дека тоа се должеше баш на тие претходните дождови, затоа што земјата се уште беше многу навлажена, затоа што имаме претходно одено, пред десетина, 7-8 години исто имаме одено Берово, ама никогаш како оваа година што немаше влага. Имаше или немаше? Имаше оваа година. Имаше влага. После полноќ 1 сат веќе почна да влажи. Така да пример за овие за сликање става грејачи за да не се се замаглува. Да, за лечеве да не се замаглуваат. Ние на овој телескоп што гледавме, тука немаше некој проблем, освен тоа малце фајндер, ама тоа о том потом. Ќе беше подобро да не беше таа влага. Ама ете ја имаше. Добро, значи бевте пред се за фотографирање или наблюдување? И наблюдување. Значи и не само тоа, имавме и некакви си предавања, квизови и така натаму, малце гледаме да бидеме малце мултитаскинг. Одлично. Затоа што пасте, луѓето кои што доаѓаат на КАП не се сите како се вика вешти во тоа астрофотографија. Астрофотографија е баш не е баш така лесна, треба малце да ви повише да влезеш, треба да имаш малце фотографија во себе. Значи, луѓе што барем сликат, па да знаат што значи фотографија. Али веќе полека се собира екипа, мислим дека ќе можеме да бидеме многу подобри во иднина. Имаме, ви кажав, малце се подновивме со нешто со опрема. Следна година, ако нешто заработиме малце повише пари, планирам да купиме и еден баш онака добар телескоп за наблюдување. Така да и тоа ќе биде уште едно плюс, така да секогаш ми било Sony најубаво се случувало кога ќе отидам на терен, ќе отворам телескоп за наблюдување, ќе отворам телескоп за фотографија и пошто сега за жал на овие новите камери нема она клик да слушаш она на апаратот кој него сам си компјутер си работи свој работа, и се слуша вентилатор од ладење на камерата и таму камера си работи своја, само на секој 5 минути слушате како ќе кликне камера и вамо си гледаш со телескоп и тоа е за мене ко мека и медина заедно. Мило ми е што, ете, нели на стари години дочекавме она што сме го санувале како деца. Мора да признам дека се уште, не знам зашто, ама небото никош не ми досадува. Некои објекти милион пати ќе ги видам и пак ми се убави, а оваа година ми се догоди едно многу интересно доживување. Ме ангажира на агенција да идам да им покажам на деца, мислим дека од нова школа беа на Шар-планина. И понесов еден подобрите телескопи да гледаме и не знам како втората вечер се погоди нешто неверојатно. Атмосферата беше замрзната. Ништо не се движеше на небото. Тоа беше као да гледате фотографија, а не видео. Мислим, не нешто живо. Што значи тоа? Што е тоа поразлично од секоја друга вечер? Секој пат кој ќе гледате, известни турбуленции во атмосфера има. Од влага, од температурни разлики? Да, температура се е различна и таа температура предизвикува да вие кој ќе гледате некоја планета, таа не ви стои онака во окулар, него мрда. Баш онака. Како да гледате кроз вода. Замислете да гледате нешто кроз вода. Така. Тогаш се случи нешто неверојатно. Тоа се многу ретко случува. Така, тоа се во астрономија се нарекува seeing. На англиски би се тоа буквално превод би се као гледање, не е гледање. Тоа е низа на атмосферски услови од температура, транспарентноста, мирнотија и така натаму. Сето тоа кој ќе се погоди, seeingот е фантастичен, тогаш се погоди. Стотка. И тогаш се вадат најубави фотографии, претпоставам. Тогаш за жал немав камера, пошто беше договорено само да гледат луѓево. Ама гледањето беше
невероятно нещо. Дури под малко ги подбуткам, ја да си искористам повише да си гледам. Нешто неверојатно. Сатурн имам гледано милион пати, на площад ги гледам секој ден. И никош не ми досадува, мора пак да признам. Ама тогаш беше вау. На која висина бевте тогаш? Мислам дека беше Попова шапка, Попова шапка баш тука кај тоа нели паркингот, како се викаше? Конак се викаше. Кој период од годината? Половина септември. 17-18 сега овде. 20 септември тука негде. Значи во сувиов период. Септември, да мора да признам, септември се во принцип највише третира како астрономски месец затоа што тогаш се онај поминува летен период, доволно се долги ноќи за да може да работите, а атмосферата се смирува. Значи, подобре да кажеме декември, кај што више да седите на минус 5 или 10 више не е пријатно. Септември се уште може да седите многу комотно, малце подоблечени, ама се уште комотно. И септември многу пати така крај на август, почеток септември, цели септември сум памтам едно од најубавите периоди за гледање. Ова кажи ми, Радан, ми интересира. Фотографирањето е една од најинтересните работи, нели? Наблюдуваш, ама сакаш тоа да го фотографираш и е многу тешко, бара техника. Баш најмалку интересно во смисла ако гледате од страна. Затоа што се фотографира, да. Па е поможнije. Затоа што имам прашање конкретно. Да. За колку е можно подобра фотографија, колку што имам читано, не се разбирам, очигледно дека треба да дојдам и јас малце да ме подучите. Дека е потребна долга експозиција. Како го решавате проблемот, бидејќи планетата се врти, целото небо се движи? Да не се случи како го правите? Да, поместувањето. Тракингот како го правите и колку например, колку може да ти биде стабилна кога ќе го отвориш, колку секунди или минути може да биде, а да не ти доаѓа до замрљување. Ајде, вака сега чисто нака. Значи постои така наречени карактеристики на објективите и вие може, пример, ако ставите на обичен статив камера и ако ставите обично 50 мм, да кажеме, објектив, вие може да сликате 5 или до 10 секунди. Бројките да не бидат битни. Да кажеме 5 секунди или 10 секунди може да стои отворена експозиција на 50 мм објектив. 50 мм фаќа експозицијата треба да биде отворот треба да биде мал или мал? Не, што поголем. Ако сликате звезди, што поголем отвор. Најмала бленда. Значи по бројка најмала бленда или најголем отвор, затоа што треба што повише светлина да ви влезе. Најмала бленда. Добро. Значи по бројка. Значи пример, ако сликате со 2, со двојка бленда, тоа значи дека оваква. За звезда. Не, за небо, за ноќно небо ви кажувам. За ноќно небо. Посебно се сликат звезди, посебно се слика ноќни месечи. Збориме за ноќното небо на звезди кои сакате да сликате. Да биде двојка ви да кажеме оваа бленда. Десетка ви оваа, 20 ви овска. И така. Значи бројката биде најмала бројка, а бленда значи дека најголем. Ние обично кај телескопите нема, значи сами телескопи се дефинирани со бленда. Однапред нема подесување на бленди како на кај фотографите. Значи ви кога ќе купите телескоп, ви знаете дека имате 100 мм објектив, имате 500 мм како се вика долга фокусна далечина, тоа ви е дефинирано како f5 телескоп или 5К бленда. Толку. Вие не може да менувате тоа кај телескоп. Што е таа бројка поголема, тоа значи дека повише ќе апсорбирате светлина отколку другиот телескоп, пример, ако имате телескоп со f10 и f5, тоа се логаритамски, значи не е за два пати. Тоа не знам сега, тоа ќе ви кажат фотографите, можда 20 пати побрзо, повише, значи вие ако сликате со овој, да кажеме, 10 минути, со овој би можда за една минута ќе постигнете истата цел. Затоа ви требаат побрзи телескопи за да апсорбирате што повише светлина, направите што повише позиции за да можете после во обработка. Сега, колку тоа трае, тоа зависи, денеска више нема проблем никако, може да сакате милион секунди, ако сакате да направите, доколку би имале ноќ толку долга. Меѓутоа тоа се регулира со така наречени гајдер телескопи. Значи ви имате една посебна камера, маленска камера која се става на едно странично телескопче или файндер, не е битно, и ви дават звезда. И ви му кажете, оваа звезда држи ми е во центар и како мрдне уследниот, значи нели имате камера со како се вика оние пиксели. И ви му кажете, оваа звезда држи ми е во овој пиксел.
mrnili srednji piksel, vrati, daj mu komanda na teleskop da je vrati To je potrebno elektromotor koji sinhronizirano će go sledi to. Sve je napravljeno. Vi samo to podesite na kompjuter ili na uredu koji je tamo dadeno i doviđenja. Što može čovjek so dobar aparat, 200 mm kamere i so stalak da slika doda? Andromeda, Plejadi, mnogo Orionova maglina. Znači, bez onije pridvižuvanja. Da otvoriš trak, da fokusira, da ne... Znači, bez teleskop zbora. A bez teleskop, osim Mlečen pad skoro ništa. Mlečen pad možda. Mlečen pad. Mesečina kako se slika? Mesečina vi treba 200 mm, mislim da je malo, od 1000 mm pa nagore. За да не ја добие, бидејќи за да добиете колку подобри да сум детали. се трудел, да, детали не се за добиваат. месечина слика со многу кратки експозиции, значи 1 стотинка, 1 пестинка, 200, да. Затоа што вие огромна количина светлина ви доаѓа таму. Затоа што ви ко сликате месечина, она е многу сјајна. Дали А сонце се слика со 1 врз 1000. Так. И тоа со филтер, пазите, ставам филтер, значи го ставате филтер. Ако без филтер не може да слика. А дали е возможно со мобилните телефони нешто да се направи? Директно вака? Не знам, прашувам. Па може само да директно вака, да речеме. Постои ли некој софтвер или нешто и така натаму? Не, мислим, јас пример доста често од плоштад сликам од рака, става месечина, да кажем, иако има на месечина често знае да има некакви си интересни детали, рецимо како познатиот Moon X, кога се отвара месечина, нели, што млада месечина кога се полни, кој ќе дојде негде блиско до половина, има една формација на месечина која така која ќе се осветли, ама тоа доста кратко трае, свега неколку, да кажеме 5-6 сати. И ако ние туку у Македонија ме видиме, време Америка нема да ја види, и обрнато. И буквално се гледа како буква X, да осветлени врвови се гледат како буква X. Или некои други кратери или така натаму, и често пати кои ќе се излезат, јас знам да ги сликам од рака. Затоа што ама директно кроз окулар. Тоа се вика окуларна проекција. Тоа е најпросто, мислам, тоа не ви треба. Со фотоапарат без со мобилен. А со фотоапарат со квалитетен фотоапарат. Nikon, Canon, има доста луѓе се занимаваат аматерски. Фотографија има различни, значи ако сакате да сликате кроз окулар или пред окулар, значи тоа има посебно. Едно се вика на сталак го ставиш и сега да го сликам Марс, да ја сликам месечината. Не можете тоа. Тоа не. Без телескоп и тука не. Без телескоп никако. Ништо не можеш да се добие некој јасноти и бистрина. Не. Тоа значи Баже, слушаш, џабе се мучевме. Се утепавме заедно он со Никонот, јас со Канонот, со 200 мм. Имавме убава месечина. Затоа се купуваат овие скапи играчки што ги викаме телескоп. Многу се, затоа се тие, пример, тие монтажи коштат од 1500-2000 евра. Значи морам да имам само монтажа ви кажа, само монтажа, па телескоп, онда тубус што ќе ставите, па онда тие камери за пратење, тие гајдинг камери што ги викаме и така натаму. Се тоа само додава на цена. И сега да кажеме еден по мене просечен сетап за фотографија не до 5000. За да можете да сликате толку долго за да на фотографија ви звезда испадне како точка, а не да испадне како цртичка, затоа што тие фотографии кај што нас звездата малку само ќе ни побегне следниот пиксел. Веќе е цртичка. Не, тоа е веќе shift delete. Shift delete. Значи више не употребија. Радан, ќе те замолам да направиме кратка пауза, а потоа да дадеме информации за активностите на САД, како и на САД. САД е таму далеко. САД е тука. USA. Скопско астрономско друштво. Да. Одиме со кратка реклама, веднаш потоа се враќаме назад. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме.
емисијата на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Македонската алијанса го поздравува ставот на председателот Ѓорѓи Иванов, кој остана доследен на претходните позиции и силно го осуди срамното гласање на претениците. Убедени сме дека е највисока патриотска должност за председателот на Републиката сега да го преземе најголемиот дел од товарот на демократската битка за застанување на патот на немакедонската влада и незините нови соработници. Ниту еден партиски лидер, представник или функционер нема мандат да ја игнорира јасно изразената волја на македонскиот народ, кој на 30 септември рече не на предавството. Колку и да се правиме слепи и глуви, не може да не констатираме дека татковината после пропаднатиот референдум и насилничкото гласање во Македонското собрание влегува во драматична политичка криза. Затоа ја користиме приликата да го повикаме председателот Иванов, сега кога работите ескалираат, кога Заев, Димитров и Шекеринска упорно продолжуваат да делуваат и работат спротивно на дадените гаранции, спротивно на Уставот, согласно неговата заклетва да ги преземе сите неопходни чекори во согласност со неговите надлежности. Заев, Димитров и Шекеринска, како и сите други политичари, мора да изслужат на татковината и на народот, а не татковината да им служи ним. Сметаме дека председателот на Републиката треба да издействува вонредно обраќање во Македонското собрание пред започнување на дебатата за уставните амандмани кои немакедонската влада ќе им ги сервира на пратениците. Треба да им се стави јасно до знаење на пратениците дека влетуваат во многу опасно сценарио без известен епилог. Сега ќе се соочат со болната реалност кога ќе видат каква штета треба да му нанесат на сопствениот народ. Треба да изгласаат обезличување на татковината и македонскиот народ, за да спасат тројца предавници кои го ветиле невозможното. Македонските пратеници треба да разберат дека некој ги изложува на ризик да гласаат нешто што веќе не постои. Официјална Атина не може да испорача ратификација на договорот Заев-Ципрас во грчкиот парламент. Побрзо ќе падне владата на Ципрас отколку што ќе се случи тоа. Да не дозволиме националистите во Грција повторно да не измамат. Не ја почитуваат времената спогодба, нема да го почитуваат ниту договорот Заев-Ципрас. Македонија сака во Европската унија и НАТО алијансата, но достоинствено и со крената глава. Бараме нови изборни правила, една изборна единица со отворени листи, што ќе овозможи на брзи предвремени избори да се изберат пратеници кои ќе му служат исклучиво на македонскиот народ, а никако досега на нечии лични интереси. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет,
секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Визијата на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорđ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Вечерва емисијата е посветена на Скопското астрономско друштво, нивниот јубилеј 20 години, а мојот драг пријател и редовен гостин Радан Митровиќ. Радан, значи една од активностите ќе биде изложбата која се надеваме, ќе се оствари во Домот на Арама. Тоа е изложба на фотографии кои се направени од членови на Скопско астрономско друштво. Последните радови. Значи, ќе гледаме најсвежо што имаме да извадиме и најдобри, нормално, да се баш сакаме да се помалиме, затоа што мислам дека стварно резултатите што ги покажуваме во последното време се навистина добри, дури ви кажав, и самиот се изненадив колку сме добри.
Дали ќе има нешто друго? Дали подготвувате, бидејќи вие секоја година имате на пролет оние предавања, курсеви? Курсеви се пролета сега имаме, така наречени, и тоа мислим дека веќе сигурно повеќе од деценија и пол наназад, одржуваме секој есен, а почнувајќи од прошлиот четврток почнавме, со така наречен циклус на популарни предавања од астрономски теми. И рецимо почнавме, јас предавав рецимо за живот на Марс, дали постои, како се пронаѓаат и така натаму. Сега веќе за утре четврток и утре денеска седа, да. Имаме ново предавање каде што ќе збориме ќе имаме две во едно, како кафи. Две во едно, две предавања во истиот термин. Не знам колку сте упатени пред 1-2-3 недели. Една наша членка од ја пренесов веста. Да, која работи во Словенија, во Нова Горица, беше дел од 25 научници во тимот, каде што открија една фантастична работа. Тоа е супернова која е далеко скоро од 10 милиарди години, меѓутоа таа супернова не е обична, туку настанала од судир на две неутронски звезди и така натаму. Тие работи ќе ги разјасниме утре за луѓе што сакат пак се повише да слушнат за таа работа. И кој сака да слушне може да дојде утре. Она ќе предава? Не, за жал, работи Словенија и не можеше да дојде. Беше нешто договор да видиме ако можеме нешто со Skype, ама и она не знам како ќе биде соврски, пошто женава работи. Он работи Словенија, живи в Италија, знаете како не е баш. Јако е близко, негде 50-60 км, ама бара ресурси и временски и колку предавачи сте на овие предавања и колку предавања ќе има? Ќе има вкупно 8, 6 мислим дека сме предавачи. Пошто од друштвото сме четворици, ќе имаме двајца надворешни. Еден е доктор, мислим дека е Горан Когуловски, ама не знам дали медицински доктор или биохемичар е. Важно работи во Филип II клиника и работи на една многу интересна тематика околу лечење на канцери. И најнови техники, ајде да кажеме генетски инженеринг на некој начин, кај што се со промена на гени кај луѓето се права така за да може да го убивате рак. И пред 2 години имавме предавање него и луѓето не прашуваа кога пак ќе имаме, а таква нешто, така да го замоливме така да ќе ни направи услуга и оваа година ќе дојде да предава. Тоа е, ајде да кажеме, не астрономско, меѓутоа научно предавање. Значи еден човек кој се бави со, ајде да кажеме, cutting edge science, значи најново во науката, во својата област, значи генетско истражување на борба против рак. И тоа ќе имаме и оваа година ќе дојде, ја лично се уште не го запознаено, му запомнати презиме, мислим дека е Јусуфи, од Гостивар, човекот кој завршил докторски студии за астрофизика и ќе предава за црни дупки. Тоа ќе биде негде пред крај на ноември месец. Нема година а да не помине без црни дупки. Најфасцинантната појава во тие се објекти кои навистина, како се вика, ги будат луѓе во тие ја будат таа знатижава и сака да научат ше повеќе за нив, затоа што се стварно мистериозни објекти. Сега ќе ви кажам колку се мистериозни за нив, затоа што пример наука се уште не ги видела. Мислам дека црната дупка е веќе детектирана како. Детектирана, ама не е видена. Детектирана и видена различно. Значи, ние видиш? позади зид слушаме АВАВ, значи имаме детекција дека е тоа куче, ама дури не видиме, онда нема знаеме дали е териер или булдог или па сега веќе да кажеме, па сега имаме начин да сега конечно се наука се спрегне, ви кажав еве уште една, чекаме тоа. Рекол дека треба да биде крајот на оваа година или почеток на следната. Низа една голема мрежа на радиотелескопи низ цел свет, со месеци и со години назад, слика регион во центарот на наша галаксија, така наречен Сагитариус А. Тоа е супермасивна црна дупка која што тежи 4, значи таа кратка област која е со големина колку наш сончев систем отприлика, колку што може, ама тежи како 4 милиони сонца. Значи, тоа има маса, пардон, многу лошо се изразив, морам прецизно, има маса колку 4 милиона сонца и сега таа област се скенира со тие радиотелескопи и ние би требало по прв пат да добиеме фактички слика не од самата црна јама, црна дупка, туку од областот, тој хоризонтно настани околу неа. До сега најприближен облик на тоа, они што гледале Интерстелар, е најприближна. И прилика чуваме да видиме ама тоа што сме биле во филм, тоа е компјутерски генерирана слика. Ова што сега треба да добиеме Иначе таа интересно е дека вложените средства
се исплатеа во генерирањето на црната дупка за филмот специјално направени, испаднаа дека се од голем бенефит за науката, бидејќи е правено спрема реални податоци, реална математика. Со реални научници. Со реални научници. Нобеловци, денеска веќе Нобеловци. И денеска се влечат интересни заклучоци од таа генерација, од тоа генерирање на таа црна дупка. Пазите, спрега со Холивуд знае да биде плодна и да биде, понекош не, понекош да. Една интересна приказна и се малце астрономија. Не знам се слушнале за кој се правил Jurassic Park, се правил паркот доба на Јура. Дека главниот советник им бил човек кој е палеонтолог, кој се занимавал со диносаури со години, имал цела кариера, има приватен музеј, знае за диносауруси, се му мали прст. И кога зборел и со Спилберг и со сите тие други луѓе, каков треба да биде диносаур, и сега он им покажал сликите каков треба да биде диносаур, ама тие не биле холивудски убави. Сега овие сакале да бидат пострашни, погуштерасти со кожа, со крљушти, со се така. Диносаури биле сосема поинакви, пошарени, тоа е многу интересно. Помали и многу шарени биле, имале, они биле во боја, бидејќи биле големи и силни, немале потреба за мимикрија. Они имале боја прилично. Не, бојата не само за мимикрија, бојата и значи дека си здрав и дека женка сака или мажак сака да те земе. Значи не е само паун не е убав за... Зашто се дотеруваме? Да, паун има тој убава опашка, ама нема му тежи. Било кој грабљевец, орел, јастреб ќе го фати. Ама он покажува дека е здрави, дека неговите гени се здрави, со кој ќе развие опашка. И тогаш женката каже окей. Или not окей. А ако нема опашка, ако му искршено пери, ако нема таа шареноликоста на бој, не си баш толку здрави и немаш да ги прошириш гени. Сега, наука, нели научник кој бил палеонтолог, му бил советник на, како се вика, на Спилберг да кажува како, и му покажува вакви диносаури, и ој као, нема да бидат такви диносаури, ќе бидат вакви како што треба да бидат. Сега нормално било колизија, чекај, аман. Тоа што да го кажам, ја што го правиш филм не е исто, сакам да бидем понаучни, да биде. И ој си го направи Спилберг како што го направи, ама плодот бил по тоа затоа што пред тоа имал 2 студенти на годишно на палеонтологија, после тоа имал 30. После Jurassic Park дошло 30. И покрај тоа, демек што не е па да, е добро, и Холивуд и не треба да биде научно екзактен. Да, ама може да помисли. Научната фантастика е научна фантастика сепак. Фантастика. Па, тоа е многу дискутабилно. Јас само кажам пример, многу имам филмови со научна фантастика, многу повише фантастика. Рецимо Контакт, Марсовец и Интерстелар, се да кажеме у таа група научна фантастика, додека пример, некој пример. Другите се фантазија. Фантазија, повише фантазија. Серијава научни предавања ќе се одвива сега наредниот период секоја недела, така? Секој четврток, значи секој четврток до 6 декември последно предавање. Ќе бидат на Електрофакултет во амфитеатар, чинат 100 денари, кој сака нека повери. Нема потреба од никакво предходно најавување или не знам, доаѓате само 5 или 10 минути порано да купите билети, влегувате внатре и тоа е тоа. Кажете ми, како е интересот? Тебе имавте едно предавање? Веќе беше одлично. За живот на Марс по мене беа помеѓу 150-200 луѓе. Вау. Пун амфитеатар. Мислим дека дури не знам зашто нешто. Значи, чекај, не сте веќе во она училницата, туку во амфитеатарот? Не, во амфитеатар, во големиот. Тој е амфитеатар на Електромашински факултет. И сега мора да ги пофалам луѓе што се од Електромашински ни дозволуваат да користиме нивни простори, стварно ептен им благодарам. Дали предавачите работат про боно или добиват хонорари, ги плаќате овие што ги викате? Не. Значи све што работиме, сите што предаваме, имаме правило друштво да се става во еден бунар во друштвото, таму идат овие телескопи. Не, овие луѓе од надвор што доаѓаат, што не се членови на Скопска астрономска. До сега не ни побарале. Така. Мора да признам дека и доктор Гогуловски и па и овие Суфи, може само пример патни трошкови ако доаѓа од страна, сигурно ќе му бидат покриени тоа што е фер од нас. Ама до сега никој не ни побарал. Мора да признам, затоа им благодарим. Мислам затоа што Вие сте непрофитно здружение. Дали има интерес од компании да ве помогнат? Дали постои начин да некои компании, например, бидејќи работите и за наука и за све, мислам дека е идеално за телеком компаниите, разни мобилни оператори или продавници за техника и така натаму, што ти ја знам, фото, аудио и
не се Па заинтересирани. не Претпоставам дека пројавиле вие не никој сте. желба, мора можда и ние сме малце закарани, затоа што ние малце не знаеме, немаме тоа во нас да идеме да чукаме Треба на да разни бараш, врати, така, немаме тоа во нас. Тоа заборав да кажем дека оваа изложба не е подпомогната од Министерство за култура. Тоа обавезно, тоа ќе изгрешив ако не го спомнав. Изложбата ја помага Министерството за култура. Да, нормално и нашите средства ќе бидат вложени во тоа, меѓутоа добар дел од средствата ќе бидат од Министерството за култура. Одлично. Зашто им благодарам. Сега баш сакав да споменам тоа пример. Овие фотографии што се правени, многу од тие фотографии се правени за една ноќ или комбинирано две. 2 до 3 највише. Затоа што, пример, ви може да сликате еден објект повеќе ноќи, нормално. Наш најголем проблем е тоа. Затоа што тука веќе е она каде што напредниот свет ни бега, што би се рекло, она за копле повеќе. Затоа што ние секогаш кога ќе да сликаме, ние мора да ставиме телескопи у кола, да отидеме на локација кај што сликаме, а тоа е или Герман или Петралица, каде е наш пријател. И тука да поставиме телескопи, кој ќе дојде зора, се растураме, се пакуваме, се одиме назад, па onda доаѓаме друг ден, па поново и така натаму. Во модерниот свет дури тоа нормално, тоа више не се прави. Добростоечки луѓе тоа кои имаат добра плата, а се ете влюбеници во астрономија, си купуваат куполи. Имаат куполи со целосно автоматизирање. Вие поставате тоа на одредена локација, седите дома во топло или сте во хотел во, не знам, Каиро, во Тевар. Извини, Радан, тешко ми е да те следам, не разбирам за што говориш. За обсерваторија, мала обсерваторија која не би требало да помена да кошта више од 10 до 15.000 евра, значи како објект купола, која е фул автоматизирана и компјутеризирана. Ставате само уред натре, го поврзувате со Wi-Fi, го поврзувате со интернет, седите куќи или сте сега отишли на службен пат во Каиро, Токио. Траен објект? Траен објект. Значи, го сметам како личен пораз, обично знаеш, луѓе ме сметале дека или сум бил влијателен со некоја власт или сум бил, но никогаш не успеав да ви помогнам. Ете за една ваква тоа бараме да направиме, тогаш би биле веќе самиот ствар. Затоа што пример нашите да кажеме нашите фотографии се направени со 6 до 20 часови да кажеме експозиција. Замислите да имате 200 часови експозиција. Значи неверојатно ми е толку удирање в гради, Македонија, антика, антички обсерватории, а ние да немаме една современа обсерваторија каде што реално ќе може да се обучиш. Јас стално кажам, не е тоа само заради нас. Тоа ние кои би го направиле, ние би го отстапиле тоа, пример да има таков објект во Македонија, не мора да биде, ако се направи, да кажеме, нешто малце повише, да се вложат повише средства. Joint venture, вие ќе ги извадите од близниците, од знам, и не е тоа проблем. Тука да дојдат, пример, рецимо, луѓе, но за држава 15-20.000 евра за еден ваков објект, каде што ќе доаѓаат луѓе и научници од цел свет со кои ќе разменуваат искуства. Па не само тоа, него нашите студенти кои работат тука не би морали да идат во странство, да идат да гледат туѓи обсерватории, како се работи во туѓи обсерватории или да работат по туѓи обсерватории. Би можеле бар таа основна работа да ја научат тука. Еве пример, таа нашата колешка таа за која зборевме, нели, тоа што направи откритие, таа, мислим, она не иде по обсерватории, големите научници, големите овие доктори на науки, тие не знаат како се работат со телескоп, он си има некој своја друга деса. Да нас аматерите тие големите телескопи работат техничари. И он му само дава команди, слушај, треба да ми снимаш овие. А ти после резултатот го анализираш. Да, ти добиваш, ти му даш што треба да работи и како треба да работи, а ти после го добиваш и после седиш и правиш резултати. По повикување на атавизмот од нашите предци и нашето минато, ние мора да имаме. И ова е трагедија и онтолошко... Јас кажам, и кога тебе мисија сум кажал, тоа е цивилизацијска придобивка. Значи, нашите предци биле по-прогресивни него што сме ние денеска. Као што треба да имаме железница, као што треба да имаме патишта, као што имаме метеоролошка станица, као што имаме телекоми, така мислим да треба оваа држава да има и некаква си обсерваторија. Поразително ми е, Радан, ништо не помага. Сум зборел и со претходните министри од претходната власт, сум апелирал, не помага, не им слуша. Едноставно политичарот не гледа во тоа некаков политички профит. Мора се призна дека не е бенефит на кратко, ама е бенефит на долго, затоа што, пазите, ви да имате еден такав објект во државата,
тука ќе може да ви се школуваат разни генерации. Кај пример како нашата пријателка сега што би можело да би многу такви наши деца ќе би пристанали. И пак ќе ви кажав тоа. Тоа е она што ви го кажав на почеток. Тоа дете ќе биде дете научник во еден таков свет каде што дали он направил научни труд тука или мерено е на Кариби, на Канарите во Шпанија или на Атакама во Чиле, кај да е на Хаваите, телескопот ти добиваш резултати. Научник више нема граница. Вие денеска кој ќе луѓе имат кој ќе му кажат обично научник обично се преобразуваат за Ајнштајн, за Исак Њутон, за Леонардо да Винчи. Тие ренесансни типови научници готово се ни више нема. Такви научници ја мислам дека јаба не сум слушнал више во светот во било кој општина. Вие кој ќе слушнете дека тој добил награда више, он е само како предводник на тимот некаков кој што добил награда. Иначе големите научни трудови денеска базираат на огромни тимови, на огромни ресурси. Оној ден слушнав дека Хрватска конечно решила да одвои 1.000.000 евра, мислам да беше, дека и со тоа станува придружна членица на ЦЕРН. Само тоа плаќате членарина од 1.000.000 евра, нема ништо. Вашите научници може да добијат некакви податоци, може вашите научници да ги пратите да работите таму, ама сигурно не сте во некоја прва лига таму со оној што дава 1.000.000 евра. Но сепак и некаков бенефит за утре вложуваш за собствената земја, од таму технологиите и знаењата во далечната иднина ќе ги имаат први оние што вложиле во тоа, па макар и минимално. Една од големите проблеми во денешно општество, цел свет, не е тоа само Македонија, не кажувам ја за Македонија. Поготово, дури можам да кажам дека сме ние само да кажеме рецидив на тоа големото општество во светот и тоа што се денеска општеството гради на така наречено баш Dream Society. Денеска вие све што сакате мора да го добиете инстантно, што побрзо, што е да не се чека и ако може тоа да се замачка во некој многу убав филм. И што е приказна поинтересна, тоа ќе се продаде и тоа е така. Наука не е таква. Наука бара многу работа ама целиве се речиси сигурни на подолго време. Ајде да се свртиме малку на популарно. Беше интересно од последното оваа година Елон Маск направи многу да дзиркаме горе. Имаше повеќе лансирања, па и интересни слетувања. Некои ги коментиравме. Го испрати и електромобилот во Вселена и таков ексцентрик, наводно за Марс, ама мислам дека уште кружи. Не е он пратен на Марс. Он е пратен да биде во Марсова орбита. Значи да дојде до Марсова орбита и да се врати. Значи да кажеме, ова е Марс, да кажеме, он кружи околу, значи како се вика, ајде сега вака, ова е масата орбита околу која кружи Марс, ова е објектот, нели, самиот, нели, Марс. Он е пратен да дојде до тука, да дојде од нас да дојде до тука и да се врати. Да. Широк кадар. Така. Абе широк кадар. Така. Значи, повели го. Да кажеме, ова е сонцето, нели, во центар. Да. Може да вашиот телефон ќе биде како се вика планета Земја. Ова е Марс, да кажеме. Тука и сега од него пратил од тука да дојде до Марс, некој пратил, а ова е орбита, значи орбита е фиктивен објект, значи тоа не е објект што може да го држите во рака, него тоа е замислена линија околу која кружи или некое тело околу сонцето. И он го пратил да дојде до тука и тука, значи он не го пратил да дојде на Марс. Добро. Сега малце го утнал, па го малце подалеко ќе иде од орбита и така. Се не го утнал, кај него нема уткане. Месечината оваа година беше прилично интересна од неколку аспекта. Едно беше таа ретката месечина која ја видовме. Да, што ние не ја видовме, а цел свет го виделе. Мислим дека немаше човек што од Западна Европа не ми дојде оваа година. Ти беше прилично депресивен заради времето. Се уште сум. Но интересно беше што кинезите прилично се активни оваа година. Едно е слетувањето на небесно тело, на метеор, астероид или на што слета, а од друга страна... Јапанците го направи. Добро, извини. А кинезите слетаа на месечина. Сега има план да слетат, ама не на оваа страна кој што слетаа американците, него на таа што никош не ја гледа. Чекај, полека. Немој да мислиш дека све знаеме. Објасни ми, значи, што се случува со месечината и истражувањата моментално. Кинезиве планираат по прв пат да направат вселенско летало кое ќе слета, значи месечина многу избунуваш. Нели имаше едно слета пред некоја година? Пред неколку година, да, ама слета на оваа страна, што ние ја гледаме. Добро. Сега ќе слета на друга страна.
Што викаме темната. Што ние викаме темна, а она не. Сега да кажеме, денеска, тоест мислам дека баш денеска е полна месечина. Да. И секој што може да има џами да погледне надвор, ќе види колку е убаво, ако не е лошно. Барем јас кога доаѓав беше прекрасно. И таа страна што е сега осветлена, сега таа друга страна што не е подалеку, сега таа темна е. За 2 недели од сега, таа месечина ќе дојде пред нас, помеѓу нас и сонцето, и таа страна ќе биде светла, а наша ќе биде темна. Така да, во наука важи термини, прецизен термин е поблиска и подалечна страна. Так. Значи, онаа страна што никош не ја гледаме, ти вика подалечна страна, и таму ќе слетат кинезије. Немаат некои си големи, како се вика, мислам дека ја барем не ги слушнав тие научни цели. Ама во секој случај ќе биде, меѓутоа, за да добивате сигнал од него, пошто ви никош нема да ви биде директно кај вас, ви мора да пратите орбитер кој ќе кружи околу месечина. Па преку него преку него ќе имате линк за да ви како што пример ние правиме со Марс. Но имаше интересни фотографии, се сликаа половите на месечината, од каде што се вода. Се виде дека на месечината има вода, и ова е најголемо откритие, бога ми, во последниве во врска со месечината. Пазите, за откривање на вода на Марс и на месечина. На месечина. Не, ама и за Марс и на месечина, а ја мислим дека тие вести за вода на Марс и месечина се дури почести од оние најавување за смак на светот. Стварно, мислим, вода на Марс и на месечина буквално секој 3 месеца се открива. Буквално се. Зборам реални со фотографии. Да. Знам зашто кажувате, ама стално во медиум, во говорите за оние теории на заговор. Не, знаете зашто? Затоа што во наука се иде многу полека и многу постепено. Се прават сигурни чекори, никој не сака, се случувало во наука. Никој да направи тап исчекори, да кикне такви да направат, после да му се цел научен свет резира. Затоа научниците знаат да прават многу посигурни. И сега пример, ние знаевме дека таму веќе 10-20 години на знаеме дека пошто месечина или ротира се има оска, има тие кај што кратери, кај што нели тие се како дупки, делови кај што кружат, се нон-стоп се Режија, можеш да го даеш мојот компјутер кој покажува Mars Reconnaissance орбитер, да. Орбитерот кој кружи околу, околу месечината ова. Да, околу месечината. Околу месечината, фантастично во ова е лунар, елеро, да. Па нека илустрира она што говориме. Значи, гледате дека пример некои делови од овие кратери се под сенка, ама овие се на екватор, па така да од време на време доаѓаат цели осветлени. Таму кај што е осветлено е примерно околу 250 степени Целзиусови, таму кај што сте во ладовина негде под 100 степени, на 100 до минус 150 бидејќи нема атмосфера. Бидејќи нема атмосфера. Сега, на самите половите кај месечината и горе и доле има неколку кратери кои што се нон-стоп во ладовина. И таму се пронајдени делови кај што се има воден мраз, не вода. Што значи тоа воден мраз, а не е вода? Вода во чврста состојба, не е во течна. Затоа што мразот е вода. Мразот е вода, ама различна е од. Пример, ако ставите овака сега, да кажем во тој кратер, ставите оваа чаша вода, цела вода моментално ќе ви испари затоа што притисокот надвор, но ние имаме атмосфера и тој притисок е избалансиран за да постои течна вода. Па како ова вода, како што ја носите пример од земја да почнете да дигате на се погоре, и ќе почнем да врие. Само од себе, без температура. Иако е пониска температура. Иако е пониска температура ќе врие. Притисокот го нема и таа ќе зоврие. Затоа на Марс и на месечина не може да имате течна вода. Течна вода може да имате под површина, таму кај што е негде затворена, кај што има тој парен притисок на водата е изедначен и тогаш може. На Марс е пронајдена конечно оваа година, мислим јуни-јули се издаде голем од италијански, мислим дека беше научници, со радар шибале тука околу Јужни пол и нашли цело езеро околу 20 км во радиус, од диаметар, ама не многу, негде неколку метри само е длабоко. Сега тука е тој проблем, таму што таа течна вода, замисли каква е таа течна кога е на минус 30-40 степени. Тоа значи дека е преполна со материи преполна е со соли, некакви соли растворени, дури се ако е Но дури и така е многу подобро од што да мкнеме вода од овдека, тоа е многу проблем. Не и за месечина, пазите, вие ако имате вода мраз, само ставите згреете, го јадете ти течна вода, ама да го згрееш во топло. Но ако имаме земеме дел од таа вода на месечината и се обидеме да ја
да ја стоплиме да стане течна. Тоа е најлесен проблем. Да, ама дали тоа ќе биде вода? Што ќе Апсолутно. Вода си е вода, само ви кажа, во агрегатна состојба и се менува. Не, ама ми рековте дека да, на Марс ако е веќе на минус 30 течна, таа кој знае какви материи. Да, затоа што ама нема врска, ќе ставиш филтри разни, ќе исчистиш. Но вело дека главните причини зошто немаме трајни населби е токму водата, а која ќе се најде вода на еден систем, на една планета, тогаш е многу полесно колонии, бидејќи водата е клучниот елемент. $20,000 на НАСА е цена да дигнете килограм. Килограм или поле. Они рачунаат у фунти, они либри, нема не си. Ама еде, нека биде килограм. 20,000 фунти е килограм. Да дигнете го. Елон Маск ја спушти цена сега на со неговите, мислам дека дури 3 или $4,000 беше на килограм да подигнете горе. Пасте, не на килограм вода, килограм е килограм. Дали е вода, дали е железо, дали е дрво. Него колку ќе чини да го кренете горе? 1 килограм е вие да дигнете тоа вие горе и кошта $20,000. Елон Маск тоа го сега значително спушта и се надевам со Falcon Heavy, мислам дека достигна цена негде од $3 до $4,000 по маса. Дали еве државте предавање и што е еден генерален заклучок за живот на Марс? Има ли живот на Марс и дали е возможно колонизирање на Марс? Колонизирање више него сигурен дека тоа ќе може. И покрај немањето магнетосфера и сите оние... Да, сигурен сум дека тоа ќе го направиме. Тука има два концепти. Еден е на НАСА, кај што имате повратен билет на Марс, значи идете на Марс и се враќате назад. И еден е на Илон Маск, кај што имате билет за една насока. Значи, тоа е многу поевтин и тоа многу и поризичен нормално, ама тоа не е непознато во људската историја. Значи ние нашите сите колонизатори што ишле за Америка, Австралија, и не се вратиле. Тие ишле со карта во еден смер. Значи ретко кој од нив тие само посада на брод што ги праќала и се враќала тие. Значи овие што седнале да живеат таму биле колонизатори, ишле во. Потребно ли ни е нам да идеме и да отвориме колонија на Марс Абсолютно. И на месечината? И зошто? За да имаме подобар живот тука на Земја. Прво заради тоа. Некој ќе каже тоа ни треба заради тоа што нели ќе се намали, нема да се намали популација на Земја, меѓутоа ќе живееме подобро. Значи сета таа наука што се измислува горе се применува доле. Скенери што ги користиме, NMR скенери се измислени заради Вселена. Тенките екрани, мобилни телефони, овие што ги користиме, телевизори дома се измислени. Сакаш да ми кажеш посредниот бенефит од развојот на технологијата за колонизирање ќе ви го подобри животот на Земјата? Апсолутно. Научниците горе што пример е денеска малци имаме сега пех, имавме се полетување руско што мора да се вратат. Ние веќе скоро више од 10 или 15 години имаме... Малце појасно... Пред 2 недели се случи еден кикс, значи, кога полета од Казахстан, од Бајконур полета мисија, зашто требаше да иде на меѓународна светска станица, и место да стигнат горе, имаше кикс на еден од моторите, така да беа присилно поново вратени, живи и здрави. Тоа мора да спомнам, тоа што не е малку битно. Меѓутоа мисија пропадна и сега горе таа меѓународна светска станица се само тројца, ама тие до нова година мора да се вратат назад. Затоа што бродот со кој таа сонда со која треба да се вратат им истекнува атест до јануари следна година. И русици ја мора да изедат начин како да ги вратат што побрзо горе. Ако не успеат, постои шанса таа меѓународна светска станица да биде март или април тек поново напунена со луѓе. И тие луѓе живеат и работат горе, тие не сликат земја и да видат да биде колку е убава. Тие работат на многу голема проблематика, на новите лекови, на нов начин на растење на растенија во таква средина, на животни како би преживеле во таква средина. Не знам, имаше скоро баш и пиво рецимо направено е горе, рецимо прво вселенско пиво направено горе. Имаше чак и мислим и хамбургер. Технологија. Такви технологии за кои вие никош нема да знаете дека од кај дојде некој лек. Експерименти они извршуваат какви добиваат од наредби. Многу бенефити имаме во истражување на тие вселенски истражувања. Кажете ми, ризично е да отидете на Марс, да пратите човек. Многу големи проблеми, веројатно некој од нив ќе умре. Дури имаше и проблематика што да правите со човек ако умре на Марс. Дали смеете да го закопате? Радан, сакаш да направиме една емисија само твоето предавање за Марс? Предавање не, сигурно, ма разговор да. Предавањето што го направи би сакал во целост да го чујам.
Ако Не, може вака без дебата ќе ви го кажам, не е проблем, ама сега да гледам во камера и да го раскажам, не знам колку би ги збркале брзо луѓе. Не, секако и бил го илустрирале, тоа би се договориле. Жал ми е што твоите колеги се многу скромни, па само ти се осмелуваш да се појавиш. Поздрав до нив, изворедна работа, ти не си сам, не го завршуваме овде разговорот. Можеш да ги спомнеш на крај и со име и со презиме, тоа се навистина да ги поздравам, рецимо сите многу се тука, стварно не би сакал никого да издвајам посебно, ама многу се. Тоа се навистина посебни луѓе. Скопско астрономско друштво има своја Facebook страна, има веб страна. Следете ги на Twitter, најинтересните појави и најинтересните научни истражувања. Токму преку нив ќе ги дознаете како се трудиме да видиме што е можно поактуелно. Јапонциве, многу интересно ова со нивново. Зошто отидоа на астероид и што се случи таму? Они слета и фотографира и тоа беше многу фасцинантно. За кој објект, уште не кога, што и слетале. како? Значи само ставиле 3 сонди. Значи прво Што се работи? Ајде од почеток. Значи вака, они пред на 7-8 години има еден обид да направат исто такво истражување со леталото, мислам дека се викаше Хејбаса или Хајбаса, не знам како се изговара, да посетат астероид, да земат примерокот од астероид и да го вратат на земја. Тоа баш не им успеа како што треба. Направија неколку убави слики, неколку убави мерења, меѓутоа мислим дека примерокот не стигна онака како што тие посакува да им стигне. И сега направија втора мисија и за сега се иде како што треба. Проблемот со таа мисија е затоа што мора да биде малце подолготрајна, затоа што и моторите се такви, тие јонски мотори, тие се спори и така натаму. Меѓутоа, важно стигна мисија, направија спуштија првите две, тоа се, ајде да кажем, мини, не се многу поголеми од прахосмукалки, и тоа оние помалите прахосмукалки. Тие се исто така, разни, да кажеме така, апаратчиња за мерење на разни параметри на самиот астероид. Меѓутоа, главно ќе дојде тек таму, мислим, 2019 година, кај што самото таа летало Хајбаса ќе дојде, ајде усложнено, ќе го бакне астероидот, само онака ќе дојде, прво ќе прати еден, да кажеме, не бомба тоа, него еден импактор, кој што ќе расчисти малце да дојде до подлабоки слоеви, и онда ќе дојде само ќе со една како рака, ќе го бакне, ќе земе примерокот и ќе се пак врати горе и ќе се упати кон земја. Што ја не разбирам, што имам смешано? Нели слета на едно такво небеско тело, на комета или што беше? Астероид. На астероид. Да. А нели слета и... Не слета, него значи самата сонда во себе носи одредени мерни уреди и тие ги пушти доле. И тие ги пушти Тие ги ама пушти и тоа е слетување, бе, Радан, сега. Тоа е слетување, ама не на сондата, значи него на тие мерни уреди. Тие се имаше фоторграфии, видовме многу интересно, бидејќи тоа е мал објект, брзо се врти. Дури едно од нив има како натредна како опруга која пошто таму гравитација е многу. Дали се работи за комета? Астероид. Комета е тело кое што е испушта нели на опашка и така натаму. Има вода, мраз со неа и кал и се загрева. Внатре тие се тие и гасови замрзнати така, цијаниди, амонија, не знам што има, што све нема. Што се смета за галактичка панспермија. Планетарна, не галактичка, Планетарна панспермија. Галаксија е многу голема. Вака, зошто што се бенефитите од овие истражувања и што се дознава? Учиме во кој свет живееме. Тоа е тоа. Значи ние не знаеме, значи нашиот сончев систем треба да осознаеме како настанал, од што материја настанал, и тие астероиди во себе содржат праматерија, онаква каква што била пред 4 милиарди години. Нечепната од ништо, освен од бомбардирање на сончеви зраци. И ние сакаме да видиме како изгледала таа материја у моментот кога сончев систем се Ова е многу интересно. Тоа научници ве го барат. Доста интересно е што сега објавивте една вест на Скопско астрономско друштво и ја е ретвитував, а тоа е за далечни објекти кои со многу огромна, чудна и многу долга орбита вртат околу Сонцето со една ненормална орбита која е далеку од хелиосферата. Едниот имаше наслов... Не подалеку, не мислим дека не е подалеку од хелиосфера, натре во хелиосфера, ама е многу далеку во однос на Плутон.
У однос на Плутон и како се Хобит? Гоблин. Ја ќе речев Хобит. Гоблин, тоа е само привремен. Тоа е името кој му дадоа луѓе што го пронашле, ама тоа е веројатно само привремено име, тоа сигурно нема да остане. Не е важно. За што се работи? Ова е некоја као супер планета ли? Не, баш една мала, баш е мала, ама незината орбита е многу тоа се вика ексцентрична. Значи нашата земја кружи околу Сонцето на некои 150 милиона километра, да кажем. Помалку или повеќе? Сега баш тоа сакам, што значи тоа повеќе? Најдалеку сме во јули месец, негде од 1 до 3 јули, и тоа сме негде на 152 километри, 152 милиона километри. Пазите, која бројка? 152. Да. А најблиско сме одма после Нова година, значи од 2 јануари до 5 јануари, негде отприлike се тој точка на Перихел, тогаш е славата на нашето друштво, да, Афел и Перихел. Значи тогаш сме 147 километра. Сега замислите да цртате еден круг колку што е оваа маса отприлike има отприлike метро и па, да кажеме. И разлика од тој круг е значи 147 сантиметри и 152 сантиметри. Значи тие 5 сантиметри е разлика. Тоа би гледало разлика кога разумеш што гледа горе, ќе рече па тоа нема никаква разлика, ќе видите дека тоа малце спи остана тоа. Да. Сега, овоа тело има толку, тоа се вика ексцентрицитет. Значи буквално би било како да сте сплјоштиле овој круг довдека. Целиот оваа маса да сплјоштиме до тука и имате огромна елипса. Сега, колку што може да запамтам, ние сме имале среќа што сме го пронашле овоа тело само заради тоа што моментално се наоѓа најблиску до земја. И тоа најблиску е негде околу колку беше, околу 60 астрономски единици или 80. И повторно тука сега види, теориите на заговор обично се малци вулгарни, но се добри, па ќе ги натера луѓето да прочитаат нешто. Тука дојдоа, еве веста во врска со тоа што го говорите. Да. Гледате колку се тие пример, елипса колку е голема, колку е растегнута таа елипса. Да. И ние имаме среќа само заради тоа што тоа хелиосферата ни е овде. Не е тоа. Хелиосфера е многу подалеку. Тоа што покажува е планетата, значи нашите последни планети, Плутон и Нептун, да, Плутон и Нептун. Е таа точка, тоа внатрешно. Да, тоа е Плутон и Нептун. Не гледате колку е фачки мало тело. Тоа што е плавото кругче, да кажеме Плутон и Нептун. И сори боле Кајпер Белс. Малце дури подалеку тоа. Тука веќе доаѓаат оние теории планета седна. Има не теорија, таа Тука постои. и седна, таа постои. Тука е овој текст кој вие го објавивте, еве и убава скала каде што може да се види за тоа. Сепак најдобро е, а ова се и фотографиите кои го покажуваат објектот. Така да по-детални информации на самата страна може да се најдат на Скопското астрономско друштво. Значи, ние верувате дека секоја година ќе ги пронаѓаме вакви објекти. Како што идат новите телескопи, како што иде нова техника. Ние со скенирање на небото, ние се повише и повише ќе ги наоѓаме ваквите објекти. Затоа што ние, тоа е што ви го кажав, светот ни се менува из ден у ден, сакајќи ни или не сакајќи. Ние доскоро сме имале 9 планети, па сме сега решиле, окей, нема да имаме 9 планети, ќе имаме 8 планети, ама затоа ќе имаме еден куп на другите џуџести објекти. Оној момент кој ќе пронајдеме, пример, 100-200 џуџести објекти, кој ќе каже научник, ајде да правиме категоризација за овие објекти. Па ќе кажете, ајде да ги правиме, да ги мало расистички, ќе ги правиме да бидат црвени и жолти. Како сакаме. Рете да поздравиме Тања, ево е да. Тања, како се презива? Петрушевска. Тања Петрушевска, која живее и работи во Словенија. Не, живее во Италија, работи во Словенија. Екскюзи моја. Го сврте вниманието на јавноста со научните откритија, каде што детално Скопско астрономско друштво ви ги прикажува. Значи, судар на 2 неутронски звезди. Ево е интересно. Сега треба да научите што е неутронска звезда, па што е супернова. А верувајте, тоа е толку интересно. Наука која ќе, ако посветите 2 сата, како да сте изгледале најдобар научно-фантастичен филм. Така што, многу интересно и поздрав и честитки. Ете, Нека да ги заголицаме гледачите, пример, материја, колку е, пример, екзотична материја, кога се работи за неутронска звезда, една лажичка, една обична лажичка, на кафе, на лажичка, како планина е. Да. Значи, замислите цела една планина да компресирате
тежи како, иначе пример е, која би не имала една куглица од неутронска звезда, и ако ја пуштиме тука, таа ќе проаѓа до центар на земја и нема ни да ја чувствува цела оваа материја земја. Ќе проаѓа како да паѓа кроз воздух. Многу интересни работи, многу интересни разговори. Се среќа наше што не немаме. Наше ќе не голтне. А предпоставувам дека се обидуваат они тој молекуларен простор да го разбијат без нуклеарна експлозија за да ги намалат, за да добијат таа густина. Експерименти се вршат секакви. Не, право за фузија се прават експерименти, каде што се фашки сега се обидува да се концентрираат многу малку материја, но што многу мал простор и да се направи контролиран процес на оно што се случува на сонце. Ние сакаме таа енергија, значи таа фузија, ние сега во нашите нуклеарни електрани имаме фисија, тоа е оно што е во Хирошима и Нагасаки. Така. Тоа што се случи, само што таму е неконтролирано и онда нашите научници начинат па да го исконтролираат. Сега, има она лоша, цар бомба, што е она најголема 50 мегатонска бомба. Што ја фрлија на новаја земја, 50 мегатонска. 50 мегатонска, тоа е фузиска бомба. Тоа е таа била фузиска бомба? Фузиска бомба. Да. Тоа не е атомска бомба. Светот тоа е хидрогенска бомба. Значи, вика нема крај на светот кој не ја почувствувал, толку била моćна таа. Да, па 50 мегатони. Па знаете, руси има проблем со прецизност. Они викале ако гаѓаме Лондон, ќе погодиме Англија, па ќе го срушиме Лондон. Гледав фотографии од новаја земја каде е фрлена бомбата цар најголемата, па не делува нешто страшно. Не, таа не е фрлена, таа е поставена на земја и да, ама местото каде експлодирало не делува, мислев дека ќе видам како некоја огромно срамнето со стотици километри, не делува тоа така. Да, ама пазите, ви во таа бомба имате на почеток кога се експлодирала, значи во самото јадро имате температура која е слободена, која е повисока од центарот на сонце. Да. Тоа е. Тоа не знаев дека е тоа фузиска бомба. Тоа е фузиска. Ама не се окинува атомска бомба. Значи прво експлодирува атомска бомба и онда натрек. А за да може да настане две експлозии една во друга. Видиш, не сум проучил, ова е доста интересно. Значи атомска бомба е пали хидрогенска бомба. Сега тоа се неконтролирани процеси. Ние не сакаме бомби, ние сме миролюбиви луѓе научници. Ама сакаме физијата е иднината на фузија. Фузијата е иднината на она чиста енергија што можеме. Пазите, не постои така. Доста е тешко. Ајде да кажеме почиста е. Ама многу инвестираат во тоа сега во последно време. При проблемот на фузија се ослободуваат едни частички така што од како што ќе типа ништо не неутрини. Па неутрините не ги чувствуваме, што е проблем? Да, ама како не чувствувате? Тие доста често проаѓаат кроз нас, ама кога неутрино ќе удри во јадрото на атомот, го менува атомот. Аха. И тоа е проблемот. Добро, сега тоа пак влегуваме, почнавме со квантна механика, пак завршиме со квантна механика. Не, Радан, уживам со тебе. Јас ти благодарам на дружбата што ми овозме. Почнавме од миграција, политика и општество и завршивме со неутрини. Со неутрини. Мислам, ваков интелектуален ролер костер со пари не се купува. Јас ти благодарам. Благодарам и на вас. Честитка уште еднаш до Скопското астрономско друштво. Благодарам и дојдете ни на изложба на 7 декември на предавањето ако сакате. Ви благодарам. Покана до сите, на Facebook и на нашиот сајт имате, ама на Facebook ќе имате сигурно обавестување за што поточно, може да се јавите на телефон или на мејл, whatever. Да. Ја ќе им објавам, ќе најдат лесно. Да. Ја ќе се договорам со мојава екипа барем за изложбата да дојдеме да направиме еден прилог кој ќе се емитува, нели, пред да се видат сликите стварно оно не изгледа скромно, ама многу сме добри. Ќе ме натераш да ја правам емисијата од таму, од мобилен телефон уживо, па да ги натераме, може и твоите членови конечно да се осмелат нешто да кажат нешто добро пред камера. Од овакви наши земји кои ќе исполнува вака нешто добро, вреди да се изчаламе човек, ја мислам. Не, апсолутно ви давам поддршка. Тоа што го работат овие луѓе што се во друштвото, и можам кажам за мене се веќе деца, затоа што некој од нив се помали од ќерка ми. Ги обожавам, мора да признам. И онака кој ќе направат нешто и кој ќе мислиш довдека можем да скочам и не можем повише. И теку гледаш преку маса си отишол онака.
мислим, во работата. Значи, мислев дека стварно не можеме да видиме толку добро, ама испаднавме многу добри и вреди да овие деца добијат некаква подршка, да дојдат луѓе да видат тоа што го работат. Ако се некој случајно нешто превари, да ето така да направиме некаква си купола, па да купиме некој телескоп, кај што еве како тие деца. Мене, знаете што, кога бевме таму на Шапка, бевме 10-15 луѓе бевме. Ајде, може тие дојде некој чувар и после, ајде да кажем преку сила 20 дека сме били. Тој Сатурн што ја имам 20 години, да кажеме, искуство од гледање на Сатурн. Тој Сатурн што го ја видов тогаш, јас се уште го преживувам. Се уште го онака се мезам од таа слика, значи толку беше добра. Сега си викам зашто и пример јас луѓе многу ме знаат, да кажеме, вашите гледачи ме знаат од тоа што седам на площад, да кажем. Да, Радан можете да го најдете на площад секоја вечер со неговиот телескоп. Кога е ведро таму сум. Пример, Сатурн ми е најинтересен затоа што скоро објавивме чеки више од 50% луѓе кои ќе го видат, не веруваат дека е тоа. Дека таму ја немам ставена некаква сликичка, дека ја нешто ги лажам, па со рака мавтат пред телескопи во надежда дека ќе видат дека лажам и така натаму. Меѓутоа тоа така баш и не функционира. Ја имам начин како да ги разубедам. Меѓутоа најинтересно ми е кај Сатурн и кај Месечина децата. Поготово вие што е помала возраст, така кој ќе погледнат и кој ќе го видат тоа што треба да го видат. Обично пошто Сатурн се малце потешка, не е како Месечина. Месечина ставиш око и тука е, банг, тука ви. И он има тај вау ефект, и onda ќе видиш вау, луѓе се менува изразот на лицето на децата, онака виделе чудо. Виделе нешто што е несварно убаво. Не е тоа фотографија, еве тука да стане овие слики што ги гледате се убави, тука нема збор. Ама во живо кој ќе видиш, јас стално кажувам, сигурно е многу поубаво да видам најубава жена поред мене, него колку сакаш панов стави ми се убава слика и не знам што, колку разголена. Каква убава компарација. Да. Ти благодарам уште еднаш, поздрав до тебе и до Скопското астрономско друштво. Благодарам на вас што да ме поканите, ги поздравам нашите гледачи и ги повикам да дојдат да не пратат со нашите активности. Океј, драги мои, јас се одјавувам, а од режијата инспирирани од One Way Ticket ќе ви тераат и со музика. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Бонием.